Во тема на денот, како што најавив, разговарам со скопскиот градоначалник Орце Ѓорѓиевски. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, благодарам на вашата покана и поздрав до сите ваши гледачи. Ќе почнам со ова што сите ги интересира. Почна да функционира пробно засега Safe City системот, камерите почнаа да ловат прекршоци, рекордни бројки, 110.000 за еднодено ноќе, тоа е страшно. Вие вчера ве гледав во едно телевизиско интервју, рековте дека сами се возите, немате возач, ви стигнали барем едно предупредување во ова Па деноноќе? не, морам да истакнам дека еве вчера и денес најголем дел од времето во канцеларија го поминав, се директно од работа доаѓам тука. Припазувам, односно внимавам како возам. Секогаш се возам сам и изминатиот период додека бев градоначалник на општина Кисела Вода и моите сограѓани тоа добро го знаат, но таа пракса продолжив и да преминувам во градот Скопје, земајќи во предвид дека па и најудобно се чувствувам кога самиот се возам. Така што сега за сега немам предупредување, се надам дека нема да имам ни казни, земајќи во предвид дека внимавам да ги почитувам правилата. Шегата на страна, вие најавивте дека ќе има одредена соработка помеѓу градот Скопје и помеѓу Министерството за внатрешни работи, веројатно и другите скопски општини во имплементацијата на целиот овој проект. Што значи тоа во време и што значи тоа во пари? Како ќе придонесете за да ова профункционира? Па ние морам да истакнам дека и многу поодамна од денес го разговаравме веќе тоа со министерот за внатрешни работи господинот Тошковски, уште пред моментите јас да бидам градоначалник на градот Скопје, земајќи во предвид дека, ако се сеќавате, имаше одредени девијантни појави во центар кои што беа најизразени околу поврзани со едно детско катче, но такви појави има на повеќе позиции во градот Скопје. Земаме во предвид дека во наредниот период, и тоа го разговаравме повторно со министерот, и сме се уште на тој став и ние, од една страна како општини, јас како градот Скопје, но и Министерството за внатрешни работи, дека треба здружено да настапиме во оваа операција, земајќи во предвид дека сите критични точки ќе треба да ги покриваме заеднички. Доколку Министерството за внатрешни работи нема можност да одредени средства издвои за да се зголеми опфатот на влијание и опсегот на користење на тие камери, тогаш и ние како општини, но и градот Скопје ќе учествуваме финансиски за да помогнеме во целиот процес, се со цел да имаме побезбеден град и побезбедни граѓани. Но се уште немате некоја јасна рамка што значи тоа, кога, како, колку пари ќе бидат потребни, останува да го утврдите понатаму. На една од средбите кои што имав изминатиот период, повторно воспоставивме пракса да градот Скопје заседава со координативното тело со останатите скопски градоначалници. Една од точките кои што ги споменавме беше и ова, и ке сите има, морам да истакнам интерес да тоа да го направиме. Тоа од една страна ќе значи многу побезбедни маала, многу побезбедни јавни објекти, училишта, градинки, средни училишта и така натаму, но од друга страна ќе значи систем во кој што по неколку наврати нема да се повторуваат инвестициите и парите на граѓаните да се употребуваат по 5 пати хипотетички земено за обнова на одреден за обнова на одреден парк. Ако ги следиме овие бројки и ако продолжи со овој интензитет граѓаните да прават прекршоци, веројатно по Нова година или по 1 февруари, независно кога ќе почне вистинското казнување, а не опоменување, многумина ќе останат и без возачки дозволи. Бројките се страшни. Тоа значи дека ќе треба да има повеќе корисници на јавниот превоз, кои вака и така е преоптеретен и се уште е во лоша состојба. Во овој месец, речиси цел месец откако сте на функцијата, направивте ли нешто за подобрување на јавниот превоз? Има впечаток, можеби грешам, дека само се замени одредени на вистина во лоша состојба автобуси со понови модели. Па не би се сложил со тоа дека е баш така и ќе ви одговорам зошто. Но морам да истакнам првенствено за првата теза ваша, во која што спаѓа нашето однесување. Ние 30 на години наназад говориме за создавање на систем. Системот сме сите ние. И јавните институции, градот Скопје и општините, но системот се и граѓаните. И ние мора да работиме кон тоа да европски се однесуваме во нашиот град, во нашата држава и како такви ги третираме институциите. Тоа подразбира да законите важат подеднакво за сите и јас апсолутно сум свесен дека можеби многумина ќе се најдат засегнати од оваа состојба, но нас не недостасува ред. И понекогаш одредени мерки може на краток рок да предизвикаат одредена политичка штета. Знаете, јас почнав како градоначалник на градот Скопје да воспоставувам ред од предпријатијата најпрво, па подоцна и третманот на јавни објекти и се останато. И сум спремен, ако треба и политичка цена да платам за тоа, но некој мора редот да го воспостави. Мислам дека е време за да го направиме тоа. Кога сме кај јавниот сообраќајен транспорт, најпрво морам да истакнам дека
со месеци беа генерирани долгови према приватните превозници, дека на вработените во ЈСП Скопје им се доснеше со платата. Денес тоа не е така, имаше исплата према приватните превозници од една страна, од друга страна платите навремено стигаат. Имаме единствено од сите јавни предпријатија недостаток со половина плата која што до петок се надевам дека ќе ја добијат и вработените во комунална хигиена, и тоа ќе значи одглавување на процесите од минатото и паркови и зеленило, каде што согласно ставките буџетски кои што ги имаме, нема да можем порамнувањето да го направам во оваа календарска година, бидејќи таму се должеше 2,5 плати, сега се должи само една плата, но ќе дадам се од себе. Во јануари конечно да направиме порамнување и нормално да функционираат граѓаните. Односно вработените во тие јавни предпријатија, земејќи во предвид дека и тие се со своји семејства, дека треба се очекува да однесат за своите семејства средства и така натаму, и давам се од себе за да ги нормализирам тие процеси. Кога сме кај јавното сообраќајно предпријатие ЈСП Скопје, по назначувањето на новото раководство тамо и новиот директор, веќе се работи интензивно на оспособување на 30 автобуси кои што долги години беа во гаражите за ситни поправки. И така беше во суштина и во сите јавни предпријатија со механизацијата со која што располагаме. Од друга страна, приватните превозници не возеа со доволен капацитет према договорот кој што им е даден од градот Скопје. Поради пристапот од наша страна и начинот на кој што гледаат дека се трудиме да ги одблокираме процесите, но истовремено и обврските да си ги подмируваме, веќе има повеќе автобуси пуштено во функција. Целиот проблем ќе биде решен со набавката на новите електрични автобуси и дополнително проектот кој што ќе започнеме од наредната година да го имплементираме, тоа е БРТ системот, кој што ќе значи и дополнителна набавка на повеќе од 30 автобуси за градот Скопје. Добро, најавивте контроли кај дивите таксисти. Сега се држам до темата, прво да видиме можеме ли да се движиме низ главниот град. Најавивте контроли таму, но не знам дали сте имале потреба во изминатиот период, ако за да ви стигне автобус тоа е лотарија, бинго е да најдете такси во главниот град. Го третирате ли тој проблем? Што е проблем? Дали можеби е цената по километар која се одредуван или дали е тоа едноставно дека нема веќе кој да ја дава таа услуга во главниот град? Цената мислам дека е доволна према стандардот на граѓаните, и ако има одредени иницијативи за зголемување на цената, јас нема да ги зголемам цените. И тоа го ветив и во мојата кампања. Истото се однесува и на данокот на имот, истото се однесува и на останатите ставки, кои што граѓаните како обврски ги плаќаат према градот. Тоа не подразбира некој да е привилегиран на сметка на друг, како што имаме сега состојби. Какви состојби имаме денес? Сега имаме диви такси превозници, можеби се помала бројка, но на сметка на истите трпат штети оние кои што достоинствено си настапуваат во своето функционирање, си плаќаат фирмарина и ги подмируваат сите обврски према градот Скопје, и тие средства се инвестираат повторно за граѓаните. Имаме состојба, денес имав средба исто со стопанствениците кои што се, не знам, ресторани, кафеани и така натаму, една сериозна гранка во градот Скопје, која што до денес, 5 години наназад, не им се регулирани односите за користење на кафеаните. Јас може да ги почитувам сите и ги почитувам, но сите имаат обврски кои што треба да ги плаќаат на главниот град. И никој не отстапува од тоа. За голема бројка зборуваме тука? Па збориме за над 95% од собствениците на локали. За над 95% и денеска. Зошто така останало? Па затоа што системот не функционирал едноставно. Затоа недостасуваат и средства во буџетот, затоа е состојбата алармантна не само со јавните предпријатија, туку и со градот Скопје во однос на финансиите и се останат. Кога сме кај проценките на данок на имот, има одредени индиции кај нас, еве да не бидам попрецизен и да кажам дека имам сигурни информации, тоа има стручни служби кои што ќе треба да го испитаат сето тоа и веќе се влезени да го испитуваат, како управата за финансиско разузнавање, кои што се занимаваат, например, како на одредени објекти, наместо да плаќаат за површина од 20.000 квадрати во градот Скопје, на некого му текнало во секторот, можеби насочено некој друг, да се плаќаат само за 500 квадрати површина данок на имот. Да, тоа е сериозна злоупотреба и на крајот на денот сметката за сето тоа ја плаќаме сите ние граѓаните. Затоа јас кога велам дека создавам систем, ова подразбира систем.
Систем во кој што сите ќе имаме еднакви права и можности, но и систем во кој што секој ќе си има своји одговорности кои што ќе треба да ги почитува согласно законот. Тоа што се толерирало во минатото, исто станува збори за контењерите кои што ќе треба локалите сами да си ги обезбедат и така натаму. Тоа се сите работи кои што функционираат во сите европски метрополи. Ние се стремиме кон Европа, но некако слабо сме се потрудиле години наназад Европа да ја донесеме дома. Ова се мерките кои што од почетокот ги правиме, а тоа подразбира ред и дисциплина во однос на функционирањето. Споменавте индици за одредени злоупотреби, ова е сериозно што го кажувате, но видовме дека една истрага почна, се тера во однос на функционирањето на комунална хигиена. Па има неколку. Може ли да споделите што се проверува? Дали стапивте во контакт со јавното обвинителство, бидејќи дури државниот обвинител ве повика да ги изнесете вашите индиции за да може да се отворат процеси? Неколку последователни состаноци имало со управата за финансова полиција и мислам дека сериозно се занимаваат и со јавните предпријатија, со сите јавни предпријатија и состојбите таму, но и со состојбите во градот Скопје. Јас во интерес на понатамошни истраги, јас не сум тој кој што треба да каже каков ќе биде епилогот од сето тоа, затоа што и не знам. Тоа е други служби треба да го направат. Јас во интерес на истрагата повеќе информации не би сакал да споделам. Се надевам дека во наредниот период конечно ќе има исход од сите тие постапки кои што во минатото нанеле сериозни штети, финансиски особено, на јавните предпријатија, но и на градот Скопје. Ке најдете ли начин, бидејќи го отворивте сега буџетот и постапката за негово креирање и донесување за 2026, да ги покриете дел од долговите кои ги имаат јавните предпријатија во милионски суми? Па секако, даваме се од себе. Прво да си ги наплатиме средствата. Има многу ниска наплата на данокот на имот и тој каков што треба да се собере. Наредната година ќе започнеме со проект кој што ќе значи нова репроценка на данокот на имот во градот Скопје, затоа што од она што го имам исто така како информација дека освен што долго време не е направено репроценка на данок на имот, туку и има развој на одредени индустријски зони и објекти и така натаму кои што не се вкалкулирани во пресметките во моментов. По она што го имаме како информација првична е дека околу 40 милиона евра на годишно ниво се загубите, што се енормни загуби на ниво на град Скопје, така што ќе бидат наредната година, освен што ќе се направат одредени чекори кои што ќе значат потемелно работење на службите, посериозен опфат на она што значи нивни работни задачи, но и реална наплата на она што е на градот Скопје, а е обврска која што произлегува од состојбите во градот Скопје. Дополнително ќе дадеме се од себе за да ги намалиме долговите. Јас сум убеден дека можеме да го исправиме градот на здрави нозе. Даваме се од себе. Јас не работам сам, имам сериозно добар тим кој што стои зад мене, кој што ми помага. Морам да истакнам дека председателот на владата и како ми помага изминатиот период, иако е краток периодот, 25-6 дена, јас сум градоначалник на градот Скопје, но ете сите заедно ако ги вкрстиме силите и дадеме се од себе, онака како што заслужуваат граѓаните, јас верувам дека за многу кратко време ќе го кренеме градот на носе. Имате ли потреба да ги надоместите оние 500 лица кои ги избркавте од работа уште првите 3 дена? Не, тука бев категоричен во повеќе мои гостувања, апсолутно отфрлам таа теза од опозицијски политички партии или опозицијски политички партии кои што тоа го говореа во јавноста како момент, видете, јас конечно после долги години воспоставам ред во јавните предпријатија. И знам дека на некого му пречи тоа. И сум апсолутно свесен. Повторно доаѓаме на почетокот на она што го говорев. Но од друга страна, опозицијата знае дека јас правилно постапувам, но мора да најде начин да се релативизира таа работа што јас ја правам. Не ни требаат нови луѓе, и јас неколку пати го повторив тоа. Покажавме изминатиот период во функционалноста со јавните предпријатија која што ја воспоставивме. Мора да се согласиме денес дека имаме почист град од состојбата пред 25-6 дена. Мораме да се согласиме дека дефектите со месеци не се чекаат од водовод, канализација, како што се чекаат до пред 25-6 дена. Мораме да се согласиме дека тревниците поуредно изгледаат денес за разлика од пред 25 дена. Дека сме совршени, не сме совршени. Дека имаме стара механизација, имаме стара механизација. Дека работиме да ги поправиме дополнително состојбите, даваме се од себе. Но дека тоа го можеме и без овие кои што земале плата, а не оделе на работа, го можеме. Колку еден Луна парк, ќе ве прашам за Луна паркот, само уште во делот на казнувањето. Па 500 луѓе се околу 5 милиона евра цаци на годишно ниво.
4 години е градоначалнички мандат, 20 милиони евра е тоа сумарно. Луна паркот, нов, за кој што ќе биде распишана постапката до петок оваа недела, чини некаде блиску над 10 милиони евра. Што значи дека за еден мандат градоначалнички, по 2 луна парка губеле граѓаните поради вакви работи. Ако се распише постапката до петок, која генерација на деца ќе ужива во растање со луна парк? Едно 12-13 години или толку генерации на деца не видоа забавен парк во Скопје. Се слагам и ние сме генерално дел од генерациите кои што јас не сум престарен, 38 години имам, кои што израснавме без можност да имаме нормален луна парк. Она што ќе се прави таму, се надевам во најбрзо можно време, од наредната година би се отпочнало со реализација, би било нешто кое што ќе биде не само гордост на Скопје, ќе биде гордост на Македонија, но и на цел регион, затоа што такво нешто нема во регионот. Не само во Македонија што нема, не само во Скопје, туку и во целиот регион. И тоа ќе биде практично уживање и за нашите генерации кои што немале можност во минатото, кои што ќе имаме можност заедно со деца своји, со внуци своји да отидеме таму и да уживаме во таа забава. Рокот во кој што планираме да биде завршен е јуни 2027 година и убеден сум дека конечно Скопје ќе добие луна парк после толку години. Сакам да ве прашам за неколку точки во градот кои што представуваат сериозен предизвик за нормално одвивање на сообраќајот. Една е кај Лимак, подземниот дел, мостот кој што ги поврзува аеродроми и Газибава, за кој што постои, го гледаме, меѓутоа не е во функција, не може да се решат одредени имотно-правни прашања. И исто така за клучката, односно за кружниот тек после Александар Палас. Што се случува со овие проекти? Тие се големи, значајни многу за протокот на сообраќај, а не гледаме крај. Па како и за останатите работи, практично се испостави она што го говорев во кампањата дека е вистинито, а тоа е дека недоволно некој бил вложен во целиот процес или практично немал интерес да се заврши работата. Интересот за мене се единствено Скопјани, она што сум го ветил пред Скопјани, во разумни рокови да се реализира. Кога станува збор за клучката Момин поток, баш сега пред да дојдам на ова гостување, потпишав експроприација, процеси кои што требало само да се има нормална комуникација со граѓаните кои што се засегнати во процес. Некој не ги повикал со години на состанок за да разговараат за тоа што треба да се превземе таму. Значи на Момин поток состојбата е целосно решена од аспект на експроприација. И таму веќе немаме пречка. Таму останува на оној кој што изведувач. Имаме едно супер вештачење кое што треба да стигне во градот Скопје околу последната експроприација, но што се однесува на другите пречки се веќе отстранети. На моје огромно задоволство. Многу енергија вложивме и јас и луѓето кои што работат во градот Скопје, но знаете како на секого му треба навигација во процес. Никој во минатото не се осудувал сам да влезе во одреден процес кога тој кој што го водел градот немал интерес да се сработи тоа. Значи брзо ќе се заврши Момин поток. Да, Момин поток верувам дека за 6 месеци од денес, разговаравме со изведувачот, бевме на терен, се видовме неколку пати изминатиот период, за 6 месеци од денес верувам дека ќе даде се од себе да се заврши тој проект. Дополнително слична е состојбата и во останатите проекти. Еве, кога сме кај, нарачавме ние сега супер вештачење за генерал Михајло Апостолски, тоа е мостот помеѓу Газибаба и аеродром. Таму треба да решиме половина објект е решен, едната страна, уште едниот објект за да овозможиме алтернативно користење на мостот, додека ги решаваме другите имотно-правни односи. Јас често пати во кампањата тоа го говорев, во моментов ние имаме мост за ловење риба таму. И треба функцијата вистинска да му се даде на мостот, да тоа подразбира да има нормален проток таму до моментот додека целосно не се решат останатите имотно-правни односи. Иста е ситуацијата со мостот на Беласица, каде што добивме согласност од Министерството за финансии за да може да се направат проверки на одредени скопини таму, да видиме дали е нешто од културно-историско значење таму. Од она што првично го имаме како информација е дека тоа не е нешто што е директно поврзано со локалитетот Скупи и верувам дека и таму ќе биде одгледен процесот. За Лимак, на крајот би споменал дека, како што ветив во кампањата, еден од првите проекти за кои што распишавме тендерска постапка е токму Лимак, кој што е многу значаен за градот Скопје, за централното особено градско подрачје, за поврзувањето кисела вода и општина Центар, што значи дека
со силна динамика, со доволна вложеност од сите кои што работат во градот Скопје. Таму има брилијантни вработени луѓе кои што со години работат на назад, со институционална меморија, сериозна, но и сериозен капацитет да дадат се од себе за граѓаните. И кога гледаат дека тој што ги води е силно мотивиран да сработи за народот, и тие даваат се од себе. И затоа јас верувам дека сите овие проекти кои што со години беа како споменици. Имате некој рок за во градот Лимак? Скопје. За Лимак верувам дека до последната година од мојот мандат, како што сум говорил и во кампањата, ќе биде конечно виден излезот од двете страни, затоа што од едната страна према Кисела вода имаме 2 кружни тека, порамнување на подвознјакот, но и влез нормален, кој што треба да се обезбеди. Од другата страна кај Нова Македонија имаме голем кружен тек кој што ќе треба да се изработи. Тоа се сериозни градежни зафати, но тоа ќе биде првата подземна сообраќајница во Република Македонија и еден од проектите кои што ќе го одбележи мојот 4-годишен мандат. Добро е што сега, за разлика од пред 26 дена, кога дојдовте да гостувате по изборите, не ни е централна тема отпадот, меѓутоа воведовте едно решение кое што не беше многу популарно, како што не е ни ова со Safe City, тоа е да не се фрла отпад од 10 часот навечер до 6 часот изутрина. Може ли кратко, бидејќи сме при крај со времето, знаете ли колку казни се изречени до сега на граѓани или на фирми, бидејќи рековте дека главен проблем практично се угостителските објекти? Па еве, како и Министерството за внатрешни работи, министерот Тошковски, ние се трудиме да одиме со опомени на почетокот. Има десетина казни кои што се изречени, но се однесуваат на лица кои што по неколку пати истото дело го повторуваат, односно третманот се гледа дека свесно некој влегува во процес да нешто не почитува. И ќе се продолжи во наредниот период со доколку гледаме дека не вродува опомената со плод, ќе продолжиме со казнување. Тоа ќе мора да се направи. Што се однесува на редот кој што се воспоставува, јас сметам дека се воспоставува ред и денеска со сите оние сопственици на локали кои што беа кај мене на состанок, разговаравме и една од точките беше и оваа тема, со која што и самите го бараат редот, а тоа подразбира до Нова година самите се обезбедат контењери, од кои што контењери ќе биде на подиган отпадот од страна на комунална хигиена, но истовремено ќе има и наплата за тоа, за разлика од минатото, каде што и граѓанските контењери биле од многумина од нив користени за сопствени потреби. Да, се навигнавме некако за Нова година, ако сакаме да видиме убаво красано или ефтин лет до некоја европска метропола или да се гледаме видеа на социјалните мрежи, ќе има ли Скопје некаков празничен сјај оваа година и кога тоа може да се очекува? Па, еве, добра забелешка. Имаше пред некој час ми ја дадоа, дека конечно доаѓа времето кога Скопје нема да се кити на 25 декември, а да се раскитува за Великден, така што годинава на 4 завршува постапката за избор на оној изведувач кој што ќе биде задолжен за украсување на градот Скопје. Верувам дека во разумен рок, во неколку денови ќе го заврши целиот процес. Во соработка со и поддршка на Лотарија на Македонија, ќе имаме и прослава на новогодишната вечер во централното градско подрачје, односно на плоштад Македонија, и дополнително ќе има неколку дневни забави и настани за нашите најмлади. Така да скопјани верувам дека конечно ќе имаат навреме, добро украсен град и добра прослава за Нова година, така да наместо да патуваат во некој од метрополите, добро ќе биде да прославиме Нова година, конечно и да се обединиме во градот Скопје. Орце Ѓорѓевски, во тема на денот, благодарам за гостувањето. Благодарам и вам на поканата.